Благодарам. Колешке Ципушева, изгоре Македонија. Во буквална смисла на зборот. Изгореа шумите, изгореа националните постулати и темели. Значи, поентата на оваа незаконска дебата е да се дефокусира јавноста од важните теми. Кога реков изгоре Македонија, кажав зошто. Значи, овој месец, во август, кога сите се на одмор, оваа влада, оваа антиреформска влада, оваа влада наметната со туги агенди, спроведува агенда спротивна на националните интереси на државата. Оваа влада ја спроведува тиранската платформа за која што тврдеше тука со месеци дека не постои. Влезен е во процедура неуставен закон за двојазичност. Веќе неколку дена расправаме за национална стратегија и агенда за вдомување на илјадници мигранти. Македонија треба да стане бегалски камп. Договорот, срамниот договор со Бугарија, го подпиша без да се консултираат со јавноста. Ние како конструктивна опозиција им кажавме 5 точки кои што беа важни за да се подпише тој договор. Ние не сме против подпишување на договорот, но ниту една од тие точки не беше вметната во договорот и го подпиша тој антинационален договор. И сега велат дека најважно нешто е да се дебатира за разрешувањето на Марко Зврлевски. По чија мерка не е Марко Зврлевски? Тоа веќе и врапчињата го знаат. Значи по мерка на СДС, а поточно не е по мерка на Зоран Заев. Затоа што токму тој човек го фати во криминал, аболицираниот криминалец кој што се нарекува премиер на Република Македонија неколку пати и во неколку наврати. Тажно, но вистинито. Човек кој што 27 години работи во јавното обвинителство, со такви професионални перформанси, се дозволува овде еден месец да му го шиканираат неговото професионално и лично достоинство само заради тоа што еден човек кој што има желба да биде премиер и е премиер, октроиран, за жал, не е по негова мерка. Ете, тоа е причината, почитувана колешке, зошто ние денеска водиме ваква незаконска дебата. Единствената причина е тоа. Благодарам.